Картичките во таблите можеме да ги уредуваме и именуваме во зависност од нашите потреби. Кликаме на Уреди. Потоа имаме можност да уредиме или одбереме една или повеќе картички. Пример, кликаме на картичката Банана. Во синиот дел имаме опција за бришање и менување на подесувањето на означената картичка. Опцијата Фиксирано овозможува да имаме фиксен број на редови и колони на картичките, но тоа не зависи од бројот на картички. Во опцијата Уреди, исто така можеме да ги менуваме местата на картичките една со друга. За да влеземе во делот Мој комуникатор, кликаме на Изгради. Табли е место во кое се наоѓа список на табли кои ги има во почетното мени. Таблите може да се отстранат од почетното мени, а сепак да се во самата апликација доколку би сакале да ги вратиме. Например, ќе ја избришеме таблата, ќе ја отстраниме таблата овоше. Во делот Сите мои табли се наоѓаат сите табли кои што сме ги направиле, па од овде можеме да вратиме избришена табла. Исто така, овде можеме трајно да избришеме табла која веќе не ни е потребна. Таблата овоше е избришена од почетното мени. Доколку кликнеме на стрелката десно, ќе ја вратиме во почетното мени. Доколку кликнеме на вториот символ, кругчето, овозможуваме таблата да биде јавна и да можат другите да ја преземат. Доколку кликнеме на третиот символ, кантичката, таблата трајно ќе биде избришена. Моливчето, кое што се наоѓа на самиот символ, овозможува уредување на таблата, менување на име или символи. Јавни табли е место каде што можеме да преземеме табли кои што некој друг ги направил. Со притискање на плюсот ја додаваме таблата во нашиот комуникатор. Доколку кликнеме на лупата, можеме да побараме табла во зависност од потребата која ја имаме. Преземената табла можеме да ја уредиме и прилагодиме во зависност од своите потреби, со бришање, менување или додавање на картички.